Народното творештво и новосоздадени песни во кои се пее за струмица и струмичко, собрани во една книга. Преку 140 песни, поместени на 300 страници, издаде струмичкиот фолклорист Иван Котев. Во неа се поместени песни плод на неговата 45 годишна собирачка работа, која што, како што вели, ја започнал случајно. Да стапам во контакт со Институт за фолклор ми овозможи мојот многу драг професор и директор на педагошката академија, тогаш се викаше Виша педагошка школа во Штип, Иван Глигоров од Мокрино. Тој беше директор на педагошката школа, меѓутоа беше еден извореден човек, интелект, кој што ги знаеше своите можности, меѓутоа и можности на своите студенти. Од Блаже Ристиски беше добил писмо со молба или со покана да го собира фолклорот во Подгоријата, таму тај ново село Мокрино, Мокриево, тај дел под Белашица. И тој еден ден ме повика мене и вика: Иван, јас немам ни време, ни можности тоа да го работам. Ако сакаш таа работа за фаци ти да ја работиш, ти можеш да ја работиш. Јас бев просто поласкан и 17 година мојот брат Костадин Ѓоргиев, сега покоен, ми донесе магнитофон од Германија и со него почнав. Првите записи ги направи во февруари 1970 година, значи пред 45 години, 46 години. И од тогај наваму јас имам соберено илјадници песни, да не кажам скоро 1000 приказни, а за поговорки броја веќе не го знам. Така да мојата собирачка денес прво почна само како собирач и како соработник на Институтот за фолклор. А после почнав и да го проучувам фолклорот, да го класифицирам, тематски да го обработувам, така да сега, да речеме, сум доста опатен во оваа наука, од и фолклорот е пред се наука, и имам објавено околу 120 научни трудови од област на фолклористиката, просветта и така натаму, и сметам дека уште има теми неисцрпни кои што може да се обработват. Фолклорот е нашето национално богатство. И ние треба да го негуваме и да го зачуваме, да го оставиме меѓу корици. Песните во книгата на Котев се сведоштво за животот на струмичани во минатото, за духот на народот кој се негувал, развивал и излевал во стихови и ноти. Таму е запишана историјата онака како што тие ја доживувале, како што настаните и случувањата влијаеле на нивниот секојдневен живот. Па не е и чудно што се опеани бројни локални јунаци, чии легенди и денес се раскажуваат меѓу струмичани. До сега имам објавена повеќе дела, меѓутоа оваа книга Опеана струмица ми е посебно мила. Неот е најмала или најпоследна, меѓутоа затоа што овде е соберен духот на Струмица како град. Тоа се песни за Струмица, не од Струмица. Јас од Струмица имам запишени илјадници песни, меѓутоа за Струмица ги собирав песните низ цела струмичка околија, па дури и во други места, а мал дел позаимив од повеќе зборници или збирки ширум Македонија и Балканскиот полуостров. Книгата е составена од скоро 140 песни, кои што се поделени не е строго научно на неколку циклуси, а тоа е право љубовните песни, бидејќи тие се, љубовта е двигател на животот, алфа и омега на животот, како би рекле. Тук староградските песни за Струмица, култните песни на Струмица, во Струмица на улица, Струмица града роден мил, и под кулите на Струмица, реков, тоа е навистина песна која што ја пеат и децата во Струмица, или редица други песни кои до сега беа подзаборавени, меѓутоа благодарение на овој зборник, тие ќе бидат веројатно обновени и ќе се пеат не само во Струмица, ширум Македонија. До сега вакви книги со тематика на градот имате издадено Филип Каваев во, мислам, 56-та или 65-та година, не ме држи за збор, Битула, Бабам Битула, и Марко Китевски, Скопје во народната песна. На Котев луѓето му раскажувале она што го слушнале од дедовци и баби, но и современи настани. Како на исповедалница му ги принесувале душите и му се отворале, давајќи му дел од себе, од она што суштествено се.
Токму затоа целиот собирачки труд има и силна емотивна нишка, која длабоко го допира оној што ја чита. Секој ден се стварат фолклорни материјали, секој ден. Дали тоа ќе биде поговорка, дали ќе биде некоја анекдота, дали ќе биде приказна, дали ќе биде песна, секој ден се создават. Значи, фолклорот нема да умре. Може би некој вид песни, да речем, еве, во 1936 година во Струмичко вршил испитување еден Филиповиќ, Милан Филиповиќ од Институтот за фолклор од Белград, тоа што тука било, нели, Србија, и тој тврди, има еден напис епска песма во околни Струмица, тврди дека веќе не се пеат епски песни. Еве, јас јавно го демантирам, бидејќи јас собрав бројни епски песни во Струмица и Струмичко. Бројни. Можем да направиме една книга од 200-300 страни, значи, уште се пеат песните. Има песни кои што никој пат нема да умрат. Например, за Болен дојчен што ми пееше од Старобаловци Ване Киривски, изворедна песна со национален дух. Дори песната завршува, нели пејачот може да додаде од себе нешто, вика Болен дојчен умре за Македонија во сол награда. И тоа нешто значи. Значи, народниот пејач просто го подига духот и песната, го подига духот на народот, го осознават, го мотивират да ја сака, да ја брани, да ја гради татковината. Значи, песната има огромна воспитна функција и покрај училиштето, универзитетите и така натаму. Обично човек него време се информирал преку песната. Немало сега тие можности што ги има ние за секунда цел свет да знае. Луѓето за Гост Делчев, за Дамјан Груев научили преку песни право, после ги видели или ги слушнали. Некогашниот струмички учител и во пензионерските денови ја продолжува својата мисија – да поучува. Но овој пат неговите лекции се поуки за животот и животот ги дава.